Чести фактори тоа се генетските фактори, потоа ендокрините фактори и факторите на средината. Појавата на карциномот на дојката во одредени фамилии доведе до тоа да се размислува дека карциномот на дојката е генетско детерминирано заболување. Потоа тука се ендокрините фактори, значи одредени пример, многу зависи првата менарха, значи потоа касната менопауза, првата бременост. Сето тоа се состојби кај жената кои што се хормонски зависни. Потоа примање на терапија со хормонска терапија. Покрај овие ендокрини фактори, исто така има улога и начинот на живење, физичката активност, начинот на исхраната, психофизичката состојба на организмот, хроничните стресови и така натаму. Еден од важните фактори за настанување на фактори кој што е надворешен фактор е и радиоактивното зрачење, исто така, хемиските агенси и така натаму. Тоа се фактори на средината кои што исто така во мал процент меѓутоа имаат улога во настанувањето на карциномот на дојката.